Винарија Охрид има потреба од сезонски работници за преработка на грозје. За подетални информации обратете се во Винарија Охрид. Дневницата изнесува 2500 денари. Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Вкусно! Керамика, камени орудија, кремени сечила, коскени алатки, семења, уметнички творби, фигурини и остатоци од дрво и коски од животни, траги од секојдневието на луѓето кои живееле во Охрид во доцниот неолит. Ова се новите откритија пронајдени на археолошкиот локалитет Пенелопа, каде за прв пат се вршат системски сондажни истражувања на наколната преисториска населба. Луѓето на ова тло, околу 5000 години пред нашата ера, живееле во организирана населба, се занимавале со земјоделие и одгледување животни, а храната ја дополнувале и со она што го нудело езерото. Неолитот или младо камено време е период кога луѓето за прв пат почнуваат да живеат во организирани населби и да се занимаваат со земјоделие и одгледување на животни. Тој начин на живот прво се јавува во Анатолија, денешна, околу 9500 години пред нашата ера и постепено се шири на запад и најраните неолитски локалитети во Европа се на Балканот. Овој не е најран, ова е веќе доцен неолит, но имаме порани локалитети низ државата и во државите во регионот. Локалитетот Пенелопа е познат од 2000-та година, кога при изградба на објекти биле откриени првите остатоци од наколната населба. Сега за прв пат истражувањето се врши системски, со сонда и следење на археолошките слоеви. Прелиминарно истражуваните слоеви се определуваат како доцен неолит, околу 5000 година пред нашата ера. Топрва следуваат анализи кои треба попрецизно да ја утврдат староста. Особено значајно е зачуваното дрво, благодарение на влажната средина покрај езерото. По истражувањето, сондата ќе се врати во првобитната состојба, значи ќе ја затрупаме и тоа е заштитата на локалитетот. Бидејќи се работи за органски материјал, колци, движниот археолошки материјал го дислоцираме во музеј, се конзервира, се истражува, примероци лабораториски. Меѓу наодите има и фигурини, керамика со врижена декорација, камени орудија, мала секира, кремени сечила, коскена игла и животински коски, материјали кои даваат слика за секојдневниот живот на неолитската заедница. Вредните археолошки наоди ќе бидат пренесени во музеот, каде што ќе бидат конзервирани и дополнително истражувани, а секој сочуван предмет ќе помогне да се открие уште еден дел од животот на луѓето кои живееле покрај Охридското езеро пред илјадници години. На 31 август, понеделник со почеток во 9 часот, ќе се одржи 14-тата седница на Советот на Општина Охрид. Пред советниците ќе се најдат 95 точки на дневен ред, меѓу кои годишни извештаи и програми за работа на основните и средните училишта и детската градинка Јасна Ристеска, како извештаи за работењето на општинските јавни предпријатија. Советниците ќе разгледуваат и точки од областа на локалниот економски развој, туризмот, образованието, комуналните услуги, јавната чистота, сообраќајот, животната средина и урбанизмот. На дневен ред се и предлог одлуки поврзани со плановите за вработување во општината и во јавните предпријатија за 2027 година, реализацијата на општинскиот буџет за првата половина од 2026 година, како и повеќе развојни и инфраструктурни проекти. Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид, а ТВМ ќе врши директен пренос во живо на својот YouTube канал. Во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски свечено беа доделени дипломите на матурантите од генерацијата 2025-2026. По 4 години исполнети со учење, труд, предизвици, дружење и бројни успеси, матурантите го одбележаа завршувањето на своето средно образование.
На свеченоста им се обратија заменик градоначалничката на Охрид Ана Крстеска и директорот на училишниот центар Сашо Недески. Во рамки на свеченоста на учениците со континуиран успех им беа доделени пофалници како признание за нивната посветеност, труд и постигнати резултати. Посебно признание заслужија Андреја Савик, првенец на генерацијата, и Јана Кузмановска, добитник на пофалница за посебна афирмација на училиштето. Горди сме на сите вас, вашиот успех е резултат на вашата работа, но и на посветеноста на вашите професори, ментори, родители и партнери од компаниите, порача во своето обраќање директорот Сашо Недески. Од училиштето им посакаа на матурантите успех на нивниот понатамошен пат, со надеж дека стекнатото знаење, вештини и искуства ќе им бидат темел за идните професионални и лични достигнувања. Агенцијата за храна и ветеринарство потврди присуство на западнонилскиот вирус кај мртов гавран во Ресен. Министерот за здравство Сашо Клековски смета дека мртвата птица пронајдена во централното градско подрачје во паркот покрај општината е доказ за локална циркулација на вирусот, бидејќи гавранот не е птица преселница. За мртвиот гавран заразен со вирусот веднаш бил известен Центарот за јавно здравје Битола и градоначалникот на општина Ресен. Клековски очекува тие да направат ревизија на плановите за прскање против комарци и да почнат со прскање по индикација. За сега нема податок за регистриран случај на заразен човек со вирусот на западнонилска треска од Ресен. Агенцијата за храна и ветеринарство пак ги засили теренските активности за следење на состојбата со западнонилска треска кај птиците. Надзорот ќе се спроведува на целата територија на државата преку лабораториско тестирање на примероци од домашна живина и диви птици со цел на времено откривање на евентуални случаи на болеста. Од АХВ апелираат граѓаните да не создаваат непотребна загриженост при појава на поединечна угината птица во урбана средина. Особено внимание треба да се посвети доколку на исто подрачје во краток временски период се забележат поголем број угинати гаврани или други диви преселни птици, за што треба да биде известена АХВ. Започна асфалтирање на улицата во Езерски Лозја на потегот од автокампот Ас до вливот на реката Сатеска во Охридското езеро. Проектот опфаќа реконструкција на 700 метри од постојната сообраќајница, како изградба на пешачка патека и велосипедска патека со широчина од по 3 метри. Станува збор за инвестиција која значително ќе ја подобри инфраструктурата и безбедноста на движењето на една од најатрактивните локации на струга долж брегот на Охридското езеро, посочуваат од општината. Проектот се реализира во рамки на Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project под надзор на Министерството за транспорт, а во соработка со општина Струга. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на барање на национални шуми даде согласност за продолжување на целосната забрана за движење во шумите и шумското земјиште на територија со која стопанисува јавното претпријатие. Забраната се воведува со оглед на зголемената опасност од појава на шумски пожари на отворен простор и ќе трае до 30 септември. Движењето ќе биде дозволено единствено со писмено одобрение издадено од подружниците на јавното претпријатие Национални шуми за подрачјето со кој управуваат. За спроведување на забраната одговорни се вработените во Национални шуми кои вршат дејност заштита, Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Шумската полиција и МВР. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Денеска во Охрид имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Максималната дневна температура се искачи до 34 степени. Утре во Охрид сончево и топло време со мала локална облачност. Минималната температура од 19 степени, а дневната ќе достигне до 34. Во Македонија утре температурите ќе се движат во интервал од најниска од 15 степени до максимална дневна до 39 степени. За време на викендов претпладне ќе биде сончево и топло, а во попладневните часови наместа ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пороен дожд.